Па при наши услови тешко дека може да се профилира од идеолошки аспект, дали левицата во прашање или десницата во однос на динамиката или воопшто политичката желба за евроинтегрирањето. Се чини дека работата е доведена до можеби лична или групна калкулација во однос на тоа дали тие процеси, без оглед на тоа што представуваат општ интерес, им наштетот на тие лични или групни интереси или не. Значи политика е сведена на личен интерес и групен интерес и тука тешко направите разлика или компарација идеолошки дали десницата или левицата, се покажа дека често десничарите знаат да и придаваат поголема динамика на евроинтегрирањето, а се случува и спротивното. Така што кај нас не може да се повлече една црта, една линија во однос на тоа која е таа ориентација десна или лева која е заинтересирана повеќе, значи опрашање убедувањето на групите и поединците. Но реално кажано, ја мислам дека додека левицата била дел од власта, евроинтегрирањето се покажа многу повитална или далеку повитална. Дури може да се каже дека, ако воопшто може да се каже, дека десницата покажа огромна стагнација, дури ги игнорира виталните столбови на евроинтегрирањето со образложенија кои знаат многу лесно да се покрива со патриотизм, но реално се заткрива нешто друго за тоа. Па добро, не знам дали е работата доведен до тоа, до убедување. Мислам дека структурата што ја води власта сега не ја води така како што ја води, поради тоа што не е убедена, туку поради тоа што е убедена дека тоа е најдобро за такви интереси, лични или групни. Значи, што и да се случи како убедување, било да е од научен ниво, тие структури ќе го сатанизират или елиминират или етикетират како страно тело, како нешто лошо, како нешто ткиво кое наштетува на виталните интереси на нацијата, на државата. Значи, ја би рекол дека свесно, значи, се гради таква политика и во однос на евроинтегрирањето и тука убедувањето останува како знак прашалник дали воопшто е посакувано. Јас малку верувам дека ова власт ќе го реши главниот проблем што сама да го создала. Значи, прашањето со името на државата, да ви кажам дека не беше пречка претходно за да се државата интегрира во евроатлантските процеси, но меѓувреме се случи нешто кое било наметнуто како ситуација, како нова ситуација, која странците го именувале како тешка провокација, со што името пак дојде како централно прашање во меѓународен ниво. Значи, додека пред 2005 година грците беа во некаков политички нокдаун, оти сите меѓународни структури ги напаѓале, оти нема никакви здрави аргументи зашто го прават тоа. Зашто го форсираат тој проблем? Затоа што тогаш немавме блокирање на процесот, но кога дојде постојната власт која практично почна со антиката, со Александар Велики, со Филип II и така натаму, и со градење на Скопје 2014, тогаш тоа им даде голем аргумент на грците да кажат ево ово што ние го кажавме порано, значи сега излезе на виделин. Значи им даде дебела аргументација на грците за да кажат дека тие се во право и да ги разбере меѓународната заедница во нивните напори за да се изнајде решение за името. Сега што и да се случи, ја мислам дека мора да се изнајде решение. Дали утре ќе постапи на поинаков начин левицата, јас претпоставувам да, можеби меѓународната заедница ќе им даде некаква поголема комоција, за да меѓутоа мора да го решат прашање со името.
Но начело мора да кажем дека тоа ќе беше исклучок од сите исклучоци, од сите горливи прашања. Во Балканот обично ги решавале тие структури кои се под наводници патриотски и кои се десничари, затоа што поинако може да остават долготрајни последици во демократските процеси. Значи, другата опција може да биде потоа со години обвинета дека едно време наводно ја предал нацијата или државата. Се ми се чини дека тоа е блеф. Знаете зошто? Затоа што кога тој би имал политичка волја, веројатно не би чекал толку години. Значи, тој што создава проблеми, тешко да ги решава истите. Значи, тој да имаше добра политичка волја, немаше да ги создаде. Значи, тој што ги создава не е препознатливо дека истиот ги решава проблемите, но сега тој е свесен дека е соочен со тотална блокада во однос на меѓународната заедница и таа блокада е не само политичка и дипломатска, туку наскоро ќе биде и финансиска, со што ќе имаме проблем со платите во администрацијата, јавниот сектор, па и со пензиите. Тогаш ќе имаме огромно незадоволство и тоа ќе заврши лошо за режимот. Мислам дека тој тоа веќе го знае и таков чекор, според мои убедувања, јас сакам да не бидам во право, тој веројатно знаејќи дека наскоро ќе почне да се изготви извештајот на Европската комисија, каде што се е превртено наопако и по оваа логика како што стојат работите имаме најнегативен извештај што може најголемата фантазија да предпостави. Тоа ќе беше крајот на режимот на Груевски и тој пробува да игра во постојните услови. Јас да бев на негово место, најверојатно би го решил прашањето и би се поздравил со политиката. Не очекувам предвремени избори, ја мислам заеве едно ново лице, кое е докажано, значи, дека има идеал, дека има политичка волја, дека има резултати. И мислам дека тоа права среќа на една држава и нација да му се случи заев. И јас посакувам, значи, тој успех негов, што исто така ќе биде и наш успех на државата, успех да продолжи. Јас сум оптимист дека иднината ќе покаже дека ние не сме само пример за лоши работи, туку ќе докажеме дека сме пример за многу добри работи. Оти ние едно време и бевме лидер на регионот во однос на евроинтегрирање и демократскиот процес. За жал сега сме исто лидер но во спротивна насока, значи за негативности.